Ова е Флеш Интернешнл, ги гледате на актуелните информации од светот. На изборите за Европскиот парламент, што се одржаа во сите земји членки на Европската Унија, според првите неофицијални резултати, најмногу пратенички места освоиле конзервативците од Европската народна партија – 211, додека социјалистите се на второ место со 193 пратеници. Екстремните партии од левицата и од десницата исто така имаат поголем број освоени места во парламентот. Според првите проекции, овие партии се освоени 120 до 140 места, речиси ќе го удвојат нивното присуство во парламентот. Милиардерот Петро Порошенко прогласи победа на претседателските избори, додека боксерскиот шампион Виталий Кличко е новиот градоначалник на Киев. Според првичните резултати, нема да има втор круг на гласање на претседателските избори, бидејќи Порошенко освоил речиси 60% од гласовите. Поранешната премиерка Тимошенко е на второ место со 12% помалку гласови. Само прогласената Донецка народна република воведе вонредна состојба, изјави Денис Пушилин, шеф на Врховниот совет на републиката. Главна цел е да се исчисти територијата на републиката од украински воени единици. Пушилин ја отврди намерата на Порошенко, победникот од претседателските избори во Украина, да го посети регионот. Диалогот меѓу Донецката народна република и властите во Киев е можен само со посредници, истакна Пушилин. Белгијскиот премиер Елио Ди Рупо денес ја предаде својата оставка на кралот Филип по вчерашните избори, соопшти денес Белгиската палата. Кралот ја прифатил оставката и побарал од владата да продолжи да функционира како влада во оставка. Инаку на вчерашните избори во Белгија прелиминарните резултати сугерираат дека земјата е длабоко поделена. Најмалку 7 лица загинаа, над 20 се повредени во пожар на автобуска станица во близина на Сеул. Повредените и жртвите вдишувале чад кој ги предизвикал оштетувањата на дишните патишта и задушување. Противпожарната служба соопшти дека пожарот избил на станицата во Гојанг, северозападно од Сеул. Како причина за пожарот се наведуваат градежни активности. Ги гледавте на актуелните информации од светот, следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.